Добро вечер. Се надевам викендов се одморивте убаво. Си ги напунивте батериите со енергија. Јас лично бев водоеран. Спортував, се греев малце на сонцето, витамин Д се напунив и се освежив. Ги напунив батериите со енергија и таа енергија денеска, дел од таа енергија ќе ја пренесам на вас. За техничка реализација се погрижи Горан Лазаровски и Димитар Гюрековски, а главен уредник е Љупчо Златев. Вие сте на Радио Лидер на фреквенција 107,4. Кажи колку е пубаво така кога ќе ги напуниш батериите и едноставно имаш повеќе енергија за се во животот. Баш кога имаш енергија, претпоставам дека тоа пунење на енергија е тоа што ни го одмара мозокот, не само телото, туку мозокот што ни го одмара и ние, пошто колку и да ја трошиме таа физичка енергија, пак мозокот ако не го одмориме, ние реално може и да седиме да гледаме во зид, да истрошиме цела енергија, онака да се осеќаме преморени, а реално лежиме у кревет цел ден. Значи, кога ќе се одмориш, кога ќе ги напуниш батериите, баш се осеќаш онака и реално природна сончева енергија, витамин Д, баш она што треба моментално за против вируси, да. Тоа највеќе помага, природата. Кога си опкружен со природа, тоа те полни и емоционално и ментално те одмара. Да, баш викаат дека мислам дека во природата има екстра кислород во воздухот, да, во природата, во воздухот, кај што има вода, кај што има водопади и такви работи. Денешната тема ни е пречки, стравови и препреки кои што сите ги среќаваме во животот. Да. И да кажеме дека денешната епизода е премиера на втора сезона, така. Да, втората сезона ќе биде цела за како од кога ќе превземете акција, со се што ќе се среќавате и како да го совладате тоа и како да бидете поуспешни на тој пат, споделено од наши искуства, од искуства на луѓе што ќе доаѓаат во емисијата. Ќе биде многу интересно, ќе има интересни муабети, интересни случки, приказки од кои што ќе може да црпите паметни лекции, мудри лекции и совети како да идете и вие да успеете во вашиот живот, да си го направите вие како што сакате да си го направите, да живеете живот 2.0, некоја совршена верзија на вашиот живот. Апдейтувани. 1.5. Да. Да почнеме со лимитирачки верувања. Сакаме да споделиме лични приказни, лични искуства. Немаше некој прашање претходно, мислам дека... Да. Исто пак ќе кажам, поставувајте прашања, тоа е од ваша полза. Денес ќе имаме едно прашање само од Матеј. Матеј? Имам идеја за градење на апликација за маички, значи валја апликации на маички и не можам да најдам ниту еден за да почнам. Што да правам? Значи Матеј вака, чим имаш идеја супер, како што кажавме у претходната емисија, сите идеи се добри, но треба да почнеш и да видиш дали стварно таа идеја води до некаде или треба малце да ја промениш. Не барај да најдеш некој за да те следи. Сите од нас сме лидери и сите од нас треба да бидеме лидери за своите идеи. Ти си тој што треба да почне таа идеја да ја реализира, најди на интернет некоја страна која ти помогне да си ја дизајнираш, да дизајнираш мајци. Почни со тоа. Прво види дали твојата идеја за маички, ако верувам за тоа апликацијата за сопствени маички да продаваш, види дали има побарувачка, креирај некои твои маички, пушти ги во јавност, пушти ги, сподели ги со твоите пријатели, види дали твојот дизајн е интересен. Можеби мислиш дека знаеш да дизајнираш, уствари не знаеш. Да. Прво истестирај го тоа основното, па после размислувај за апликации, после размислувај да најдеш луѓе, верувај самите луѓе, правите луѓе ќе се појават на патот, затоа што ти кога ќе почнеш да пееш својата песна, тие што ја слушаат и ја разбираат таа песна, ќе те слушнат и ќе се покажат. И ќе пробаат да влезат во таа твоја приказка. Така да, мој совет е, најди начин како да почнеш сам. Не чекај да дојдат други да се приклучат. Да, реално и самата идеја не е скапа, да се проба, пошто маичка, колку може да испечатиш апликација на маичка? Ние барем имаме некој искуство со тоа, 200-300 денари со маичка, да направиш 20-30 модели на маички, да видиш колку, реално нема да те кошта никој мал бизнес, така да, што вика Дени, пробај, пушти идејата во ток, ако има некој позитивен фидбек од луѓето, продолжи со таа апликација, не ти треба никој, правите луѓе ќе се обкружат околу тебе, затоа што, како што рековме претходните емисии, ние сме магнет. Ако го фрлиме магнетот од наша перспектива, верувај дека има луѓе што ќе се закачат и што ќе има луѓе на кои би можел да им го
продадеш производ, да бидат или твои вработени или твои партнери во бизнисот, така да не чекај, едноставно почни и продолжи со својата идеја. Да, едноставно почни. Баш кој што кажа колку. Да преминеме на темата, значи првата подточка лимитирачки верувања. Лимитирачки верувања, значи зошто почуваме со лимитирачки верувања и што се лимитирачки верувања, ве малце да поедноставиме. Кога ќе кажеме верување, нели многу од нас мислат религија, одмат натака не носи памет, одно верување е нешто толку обично како пример да кажеме дека верувам дека ако јадам секој ден здраво, ќе живеам здраво. Тоа е верување, така. Не си бил да направиш ресерч да видиш дали стварно е тоа точно, не ги знаеш фактите, не си гледал некој човек што јаде здраво за 50 години како ќе се одвива, значи не си направил ресерч, едноставно веруваш во тоа. Тоа е верување, така. Имаш верување дека ако си добар човек ќе ти се врати со добро пример. Тоа е верување, така. Сите од нас имаме некои сопствени верувања кои што ни ги одлучуваат правилата на нашиот живот. Како ќе живееме и како ќе го играме нашиот живот баш. Во тие верувања секој од нас има се викаат дно на верување и кров на верување. Значи лимитирачки верувања, тоа се лимитирачките верувања. Сите имаме некој дно и некој кров. И ние се движиме тука. Нашата подсвест мора да создаде лимитирачки верувања за да нормално ни биде поорганизиран животот, да имаме представа врз тоа што е непознатото надвор од нас и да можеме колку толку да имаме смисла за контрола врз надворешниот живот. Така, доколку немаме верување, ќе треба да ги знаеме фактите за сега, тоа е невозможно. Затоа нашата подсвест ни го олеснува тоа со тоа што ни дава како фластера верување. Океј, значи тоа го објаснивме. Што се дно на верувања и кров на верување? Секој од нас се осеќа доволен за нешто и недоволен за нешто друго. Значи, многу од нас се осеќаат дека заслужуваат да им се враќа со добро. Тоа е еднакво дно на верување. Кога ќе паднеме под тоа дно, ќе направиме се за да се кренеме на тоа дно. Значи, доколку пример имате верување дека вие сте добар човек и дека ако направите добро, треба ви се врати со добро, кога нема ви се врати со добро, се буните, така. Значи, тоа дно на верување пробува да ве крене нагоре. До кај што заслужувате дека треба да бидете. Истото и со финансиите. Доколку вашето дно е, да речеме, 300 евра на месец. Тоа е вашето дно. Тогаш доколку паднете на 250 евра или 200 евра да правите на месец, самата подсвест ќе ве бутне за да стигнете до 300. Значи вие подсвесно ќе почнете да наоѓате начини, ќе ви се представуваат шанси за како да направите пари, ќе излезете и ќе правите работи што треба да ги правите за да се качите на тоа дно. Едноставно самата подсвест ќе ве крене. Без ваша волја, без ништо да правите, ќе имате едноставно енергија за да стигнете до тоа што е вашето дно. Ќе најдете начин, како и да е. Кровот на вашите верувања е тоа што доколку надминете ќе ве спушти. Што и да направите ќе биде како некоја тежина што ве спушта нагоре. Сега во моментов, како секој од нас, доколку да речеме земете 100 милиони долари на лотарија. Вие тие 100 милиони долари ќе ги потрошите за една година. Тоа е факт. Затоа што секој од нас кога ќе земе повише пари од тоа што му е кровот, одна бара начин како да ги потроши. Ќе купам ова, ќе купам тоа, така одма сега во моментов да ви дадат 100 милиони долари, прво што ќе размислите, чекај да отворам Амазон да видам што би сакал да си купам или да купам кола или да купам куќа или одма ви размислувате како да ги дадете тие пари. Не како да ги инвестирате, да ги задржите и да направите од тие пари повеќе пари. Одма размислуваме како да ги дадеме тие пари, затоа што нашиот кров на верување е дека ние не заслужуваме да ги имаме тие пари како што побрза се отарасиме од нив. Затоа и многу од луѓето, мислам статистиката 90% од добитниците на лотарија во рок од една година ги потрошуваат сите пари, затоа што они не се со верувањата пораснати доволно за да ги имаат тие пари. За токот на нивниот живот да биде таков, они да ги цело време да се во игра со тие пари. Да. Затоа што самиот кров на верување е до некој можеби 2000 евра на месец, 3000 евра или 500 евра, зависи во која држава живеете, која нели нормалната економија, и помеѓу вашето дно и вашиот кров тука сите се движиме. Кога ќе отидете надвор од вашиот кров, верувајте,
дека самото ваше битие ќе проба да ве спушти надоле, така. Да. Ја бе дал личен пример за ова и мислам дека не мислам него тврдам и сигурен сум пошто сум го проживеал тоа. Јас не верував, тоест верував дека можам да направам голема сума на пари, меѓутоа тоа се засноваше на нешто што се уште се немаше случајно. И првата сума на пари која примив поголема од онлайн работење, од Google AdSense, од веб страни кога почнавме, мислам дека и ти текнува, тогаш ми се тргна таа што викаш бариера, таа високата бариера, затоа што имав некоја цифра, да речеме 500-700 евра, и кога ми се тргна таа бариера, едноставно ги проширив своите видици. Едноставно знаев дека нема кров. Не постои кров. Едноставно во твојот памет. Да, баш дека во нашиот памет е тој кров и дека со самото пробивање на кровот, уствари сваќаме дека ние сме способни за многу повеќе. Да, отколку што сме мислеле дека е максимумот. Пошто цифрата е резултат на нашата работа. Да речеме ако збориме више за примање. Нашиот резултат се одразува на нашиот баланс, нели? Ние кога значи енергијата секако ќе ја потрошиме, времето секако ќе ја потрошиме, меѓутоа за да направите поголема цифра, вие треба прво да верувате дека можете да направите таа цифра. Лимитот, ако вие кој што вика дени 500 евра, вие најверојатно нема да направите ни 500, него ќе направите нешто под 500. Така, да речеме дека врват вие 500 евра. Многу добар пример има Грант Кардон во неговата книга 10, значи 10 пати повеќе или 10x, објаснува дека вашиот лимит треба да го зголемите со 10. Значи пута 10 да го помножите со 10. Ако вашиот лимит е 500 евра, направите го 5000 евра. Затоа што верували или не, 5000 евра се една трошка што песок во сите пари на светот. Значи толку се тие малку пари, а вие имате толку многу големо значење дадено на нив, што вас ви изгледаат многу, а тие се толку многу малце, што еве проста математика ќе направиме да продадете на 50 луѓе производ од $100, вие ќе направите $5000. Значи толку просто е тоа. Или 5 пати да продадете производ од $1000. За некој тоа е многу тешко затоа што уште немаат смисла, немаат логика како е можно тоа да се направи, меѓутоа верувајте дека ако вие земете 5000 евро од светот, дека никој нема да примети, никој нема. Дека збориме за 5000 евра. Грант Кардон даде пример со 200 милиони евра или долари. Не ме држете за збор. Значи вие да земете 200 милиони долари од светот, нема никој да примети. Дали било тоа преку производ да продадете, дали некоја услуга, дали апликација да продадете, луѓето ќе ги потрошат тие пари. Мора тоа да сватите дека токот на пари се движи. Ако не иде кај вас, иде кај некој друг. Затоа вашиот лимит не го ставајте, нека не биде вашиот плафон нешто што е смешно. Едноставно, дури смешно за вашиот живот, затоа што вашиот врв реално не може ни 20, 30, 50% од потребите што стварно сакате да ги правите да задоволи. Ако вие го ставите на речеме 500 евра, 400 евра во нашата држава. Тоа за некој се стварно многу пари, за некој што имаат да речем раскошен живот се ништо. Меѓутоа, ако лимитот ви е 400 евра, да не збориме за бројка, ако лимитот ви е 20 евра, вие ќе направите 18-19 евра. Да, без ако вашиот лимит е 300 евра, ќе направите 270 евра. Значи не е само тоа да се верувате, него пак е како што кажам у претходните теми, вашето верување да се заснова на акција. Меѓутоа за тоа нема да збориме сега затоа што посветивме веќе 10 емисии за тоа. Да. Чисто лимитирачките верувања да си ги тргнете и тоа е првата поточка. И тоа пак ќе кажеме, многу е лесно, нели, тоа што го збориме, тргнете си верувањата. Да. Како да си ги тргнеме верувањата? Така, ако не ни знаеш прво кој ти е кровот, кој ти е дното на твоите верувања, така, не знаеш кој е дното, кој е кровот. Кога интересна вежба што може да направите, погледнете назад и видите која е границата од прилика, која е рамката во која што се држите низ изминатите 5 години. Нормално си имаат случајно многу работи, но има нешто што е константно. Тоа константното кажува од прилика каде е средината на вашата рамка помеѓу високото и ниското, помеѓу дното и кровот на вашите верувања. Како да ги тргнете? Ставете се во ситуација да ги истестирате тие верувања, да го истестирате кровот на тие верувања. Почнете да се соочувате со информации кои контрираат на тоа верување. Пример, ако, како што кажа Коко, вашиот кров е
500 евра на месец. Разгледајте колку од луѓето во светот прават со многу малце вложено енергија 10 пати повеќе од тие 500 евра. Да, ќе ви дојдат многу изговори во вашиот памет, затоа што се од друга економија, затоа што им било тоа пружено од дома. Ќе ви дојдат сите изговори што може вашиот памет да ги најде за да ја одбрани, за да го одбрани тоа верување, затоа што тоа е функцијата на вашиот памет. Со секоја моќ пробува да ги одбрани вашите верувања. Истестирајте го, прашајте зошто е ова вистина. Најдете 10 факти кои кажуваат дека тоа верување не е вистина. Значи 10 факти кои го контрираат на тоа верување. И тука више ќе почнете да го разлабавувате она лепакот што имате за тоа верување. Тоа не значи дека ќе го тргнете. Мора да се ставите вие у ситуација за да го да бидете надвор од тој кров и да видите дека уствари има свет надвор од тој кров и дека тоа што сте го мислеле кров не е ни првата скала од првиот спрат на стокатница. Затоа што има еден човек што го пратам, исто има он подкаст, мислам еден од недобрите underrated подкасти што ги има, Том Билјун, ако сакате гледате го, Theory Quest, мислам му е Impact Theory му е негов подкастот. Он кажува со неговите вработени, разговарал и ги прашал сите 100 и нешто вработени колку да имал, доколку имате една желба што би можел некој да ви исполни, која е? Многу чудно, сите 100 души, значи сите 100 души имале иста желба. Вика ни на крај памет не ми беше дека таа желба ќе имаат си. Знаеш која им била желбата? Која? Да направам $1 милион. $1 милион. Америчкиот сон, $1 милион. Најтрагично е што во Лос Анџелес една солидна куќа кошта повеќе од $1,5 милион. Да. Значи он вика тие луѓе толкав им е лимитот што они не знаат дека има не знам 100 ката над тоа. Дека тие $1 милион он што ги прави, не дека се за него кусур, не дека он не ги вреднува, него дека доколку не размисли дека може 100 милиони да направи, секој месец он не би можел да го има тој бизнис што го има. И многу од бизнисите што ги користиме секој ден не би функционирале да нема луѓе што размислуваат така. А има луѓе што тој милион како бркаат цел живот, а не е вреден ни колку една солидна куќа во Лос Анџелес. За многу луѓе $1 милион е сонот, ако ги направат, мислат дека тоа е искача win у вашиот живот, доаѓа Господ лично ви честита. Congratulations, успеавте во животот, браво, се идеме на втора стаза. $1 милион се ништо. Поготово во таква економија. Во секаква економија, така парите на крај на денот се ништо ако гледаме така. Мислам за реалните вредности што постојат во животот. А луѓе ќе ги уништат тие реални вредности за нешто што за некој луѓе не е ни кусу. Не сваќаш? И пак у истата игра сме сите, што сите од нас ги бркаме тие главните верувања, како што кажавме, пријателство или љубов или мир, така. Тоа го бараме сите, а се лимитираме со некои кровови, со некои верувања кои што не прават да играме толку мала игра и да си го потрошиме животот на небитни работи. Би се надоврзал со втората подточка, што е најголема емоционална пречка, што реално дел од ова го спомнавме веќе во емоционална пречка. Поради еве ќе дајам еден прост пример во кај нас во Скопје или било каде во било кој град. Многу луѓе сум приметил ќе речат не е фер што он вози таква кола и од дома има пари. Не е битно дали е тоа фер или не е фер, него битно е зашто тоа вас ве засега. Значи тука треба да се запрашате зашто мојата емоција гледа натаму и реалноста е дека таа емоција ваша што гледате натаму никогаш нема да ви помогне вие да надминете нешто повеќе. Така, вашиот кров ако е 400-500 евра и вие гледате дека некој вози било каква кола и се ситите на тоа или љубоморите, вие не си помагате сам на себе. А реално таа е гледната точка, можам да кажам со сигурност на многу луѓе. Значи гледаат на тоа што имаат они од дома или што немаат што имаат од дома и се ситат на тоа. Значи вашата емоционална пречка е тоа што го гледате вие веќе тоа. Значи пак нема да не споредуваме за пари, да споредуваме со било што за љубовни врски, за било што да споредувате, кога имате некоја емоционална пречка, вие едноставно не може да надминете таа пречка.
Затоа што вашето размислување автоматски ве лимитира. Било тоа дали е тоа парично, дали е тоа емоционално, зборам за другарство, за љубов, вас тоа ве лимитира. Значи, ако имате едно лошо искуство со една девојка, еве да преминеме на љубовни врски на врски, ако имате едно лошо искуство со девојка, тоа не значи дека е со секоја девојка, така? А многу од нас генерализираат дека ако имаат лоша врска со една девојка, дека такви се сите. Да. И обратно, не викам дека мажи или жени, него не генерализирајте работи. Веруете дека можеби тој што го гледате што вози таква кола, што има пари од дома, е многу полоша емоционална состојба од вас. Дека вие имате благодет што се во таква фамилија, што ви дале реални вредности и што реално имате многу повеќе да си приуштите. Не мора тоа да е парично. Зашто тоа да е, кој што рековме со Дени, тоа не е никаков репер за тоа вие како треба да се осеќате. Значи тоа е дел, тоа е мал дел од резултатот на вашата работа. Зашто да ви биде емоционално вашата пречка тоа кога гледате више на други луѓе, нели? Да. И баш кога кажам, тие главните работи што сите ги бараме во нашиот живот, тие се не може да се купат со пари, не се коли што се возат, него се некои работи што можеби ги имате и ги зимате здраво за готово, затоа што, како што кажаве, ме носат тие емоции. Но можеме дури и да ги искористиме тие емоции, затоа што љубомората, ќе кажам љубомората, уствари е немаме збор envy и jealousy на англиски. Кај нас е љубомора еден збор, нема врска, може има и друг завист. Тие емоции се многу природни, многу човечки емоции. Прво се јавуваат во децата, во раните втора, трета година на нашиот живот. Пример, имаме брат или сестра и кога кидат нели родителите да купат облека на братот или сестрата, ние викаме не ќе они да имаат поубава облека од мене. Мислам, тоа е природен нагон. Сите го имаме тоа вградено во нас, затоа што на некој начин не одржува на исто ниво или повисоко ниво во таа хиерархија. И тој нагон може да го искористиме затоа што ни дава некои битни одговори. Ни кажува што стварно посакуваме. Така, ако гледаме некој што има кола добра и викаме зошто има таква кола, имаме љубомора или некоја завист, тоа ни кажува дека го сакаме тоа тој што го има. Добре. И ако го искористиме така, тоа објективно веќе имаме насока што сакаме во нашиот живот, така сакаме таа кола. Да. Доколку тоа остане да тлее во нас или го запаталиме и кажеме не бе, нешто осеќам љубоморно, немам завист, тоа прераснува некоја изобличена верзија и станува после тоа омраза, станува после тоа, нели оние муабети како тој остане, можам да го поднесам. Само заради тоа што таа емоција тлеела во вас и прераснала во некој чудовиште. Да. А вие се што сте требале да направите да слушнете, љубоморен сум, зошто сум љубоморен? Има добра кола, значи јас сакам добра кола. Или може јас сакам да сум слободен. Тоа ви укажува дека окей, треба да направите повеќе пари. Окей, натака насочете се. Да. Значи ја користите емоцијата како некој што ви носи порака. Како поштар. Како насока. Ви носи порака, тоа го сакате. Супер. Не мора да го мразам тој човек, значи искористете така, пак како што викаш, не мора на крај на денот да ве опсега тоа, нели другите што го прават. Доколку ве опсега, има нешто во тоа што вие го сакате. Идете и создадете го тоа за вас. Да. Тоа баш кој што викаш, искористете го како насока за да отстварите. Има една интересна поговорка, баш вика, проблемот што го избегнуваш прераснува змеј што те гуши. Да. Тоа баш имаше, сега не ме држете за збор, не знам во која книга, баш беше интересен пример. Ако дома имате некоја кавга со жената, со девојкавица, со мажот, не е битно. Ако избегнувате таа, нели кога влагате дома се осеќа една тензија. И вие ако продолжите да избегнувате таа што реално муабет што мора да се направи, тоа прераснува и вие едноставно не сакате ни да идете дома после. Мислам дека многу примери има кај нас што доаѓа до таа точка на распад на врска или на све. Значи не избегнувате проблемот што треба да го решите. Тоа исто и со кога гледаме кола, некоја што сакаме така. Убаво викате ни, тоа се емоции што се природни емоции. Меѓутоа искористете ги во ваша корист. Кога гледате таква кола, едноставно речете си, сега ќе работам тродупло за да добијам таа кола. Или сега
пак тоа не треба да ве движи, меѓутоа ако више сте насочени на таа насока, не гледате вие дека он има, вие немате, него гледате дека он има, ама вие ќе имате еден ден. Зашто да не е таа гледна точка? Дека ако он има и вие можете. Да, едноставно тоа пак ќе кажам, или она. Да, кола е прост, мислам прост пример е кола. Пак ќе се фатиме за тоа. Најмалце коли или возам. Реално пак ќе се фатам за, мислам, за убаво да се искажеме, за да не се да се сватиме, нели? За да кажеме пример што е видлив, што може да се искаже, нели? Заради тоа. Иначе може тоа за све да го искористите. Едноставно не давајте емоционалната препрака да ве движи во спротивна насока. Него искористете, видете што осеќате, кога осеќате. Малце стварно гледате се, пак ќе речам, и сме кажали у претходните емисии, гледате се себе повеќе него што гледате на другите. Затоа што тоа што ве прави нервозен кај другите е уствари нешто што тлее во вас. Значи ако некој ве нервира, нешто имате вие проблем, нема он проблем со вас. Него вие имате некаков внатрешен проблем што треба реално да го видите, да видите зашто ве нервира тој човек и можеби вие сакате ко него да бидете. Тоа е едноставно многу брутално. Едноставно вие сакате да бидете како него и он ве нервира зашто вие не сте на негово место. Да, обично Карл Јанг збореше, вика, тоа што ве нервира кај другиот е аспект во вас со кој што сте го оттргнале од себе. Значи тој аспект, да речеме, не знам, многу долго од животот мене ме нервираа луѓе што се како да кажам, што се веселат на свадба, ти текнаш што знаеш, малце ќе пивне и ќе стане и се му е едно мое. Као имаше дел во мене кој што си имам одвоено од тој дел, си имав одвоено, што таа слобода да се, пример, да се напие, да се забавува, не се идентификував со тој дел од мене. И секогаш кога ќе видев некој таков човек, тоа допираше до тој дел и мене ме нервираат тие луѓе. Така, зошто сте толку слободни, као има доволно проблеми у светот, вие пијачкате и ајде се окей. И тоа дираше до тој дел у мене со кој што немав седнато и разговарам. Кога седнав и разговарав и кога сватив дека има и убавини у тој дел, дека некојаш и треба да се опуштиш, дека има има проблеми у светот, ама има и убавини у светот. Тогаш тој дел стана дел од мене, стануваш комплетен и тоа што те нервирало веќе кај другите не те нервира. Веќе наоѓаш нешто што кај нив убаво, што имаш компасија према сите луѓе, нормално, ако си комплетен, наоѓаш дел од себе во секој друг човек. Да, баш прекрасно го објасни, мислам дека баш тоа што викаш, ние треба да се соочиме самите со себе за да видиме зашто тие работи што не нервираат и реално тоа е многу мокно и храбро да кажеш тоа што те нервира, да си го признаеш. Да. Гледајте го тоа како храброст. Еве Дени што го каже сега, ова е храброст, не е тоа. Да. Стегни бицепс. Мислам дека треба повеќе да се видиме себе, да се соочиме со себе. Ради тоа испомнувавме претходните емисии медитација, затоа што во тие моменти седиме со самите себе и стварно гледаме какви сме. И тоа не ни се свиѓа. Зашто многу луѓе не можат сами со себе да се, пошто не си се свијат сами какви се. Какви мисли доаѓаат, на што ги тераат, какви нагони имаат, а тоа сте вие што живеете во вашето тело. Имате цивилна војна. Да, цивилна војна во себе што избегнувате да се соочите и тоа ве движи целиот живот. И каков резултат сакате да имате од тоа? Мислам, знаете каков резултат ќе имате, нешто што не го посакувате, зашто самите го избегнувате. А и јаде премина на третата подточка што е страв и анксиозност. Мислам дека ова дури може и посебна тема да биде. Посебна тема сигурно ќе биде, затоа што секој од нас, бар од нас двајца си има соочено со тие две чудовишта на свој начин. Ја можам да кажам, кога почнав со мојот бизнис и нормално на почеток сите се сомневаат. Се сомневаат дека ќе почнеш, дека може тој бизнис да прерасне во нешто, дека може да биде успешен и имаш некој дел од тебе што и тој дел се сомнава. Но зашто сум природно сум инат и реков не, ќе направам се што треба да направам и ќе успеам и до период кога стварно тоа што го правев, од тоа ги заработив првите пари. И на почеток, онака викаат дека раната на некој начин е топла, не осеќаш ништо. Но кога седнав сам со себе, после месец дена, и кога се олади таа рана, ќе кажам пак, зашто на некој начин шок, нели, кога ќе успееше шок. Да. И кога сватив, чекај малце,
се што ми збореа, што се сомнева, најди си работичка, остај готова. Сите луѓе на кои што малце се потпирав за совет, сите се погрешни. Сите погрешно ми кажа. Се скрши стаклото. И сватив дека не можам толку да се основам на никој друг освен на себе. Да. И тука еден период од мојот живот, многу тежок период каде што почнав да имам панични напади. Каде што беше 2 сат, 3 сат поручек, не можев да станам од кревет. Лежев едноставно во кревет и мислев дека ќе се разболам, дека ќе умрам. Затоа што сам си го пројдов тој кров на верување. Затоа што ни сам мислам дека не верував дека можам да направам нешто, но бев инат и направив и си го пројдов тој кров. И што после? И сватив дека чекај малце, сега сум остаен сам на себе. И што ако следниот месец не успеам, тоа значи дека не сум доволно добар, дека сум се лажал и сите тие работи се споја и почнав да добивам панични напади. Не можам да седам со тебе пример, кога седам ми се случуваше да не можам да те пратам и да почнам да станувам да сидам дома, да најдам некое место каде што би се чувствувал безбеден. Јасно. Среќа имаше луѓе од мојата фамилија што сум им доживотно благодарен што беа таму за да ми reassurance бараш кога имаш такви работи. Некој ти каже се ќе биде во ред, се ќе биде во ред. Тие луѓе беа таму и ми кажува се ќе биде во ред, се ќе биде во ред, додека пројдат тие бранови на панични напади. Но единственото нешто што ми помогна, и ова го кажувам за да ви дадам еден контекст дека што и да почнете ќе се соочите со некој вид на страв. Може нема биде толку интензивен као паничен напад, може ќе биде анксиозност, може ќе биде страв као зборење јавно пред луѓе, таков вид на страв. Што и да е, единствениот начин да го победите тоа е да се соочите со тоа лице у лице. Нема друг начин, значи сакам да ви кажам дека има друг начин, не постои друг начин отколку самите вие да речете окей, преплашен сум во моментов. Значи во моментов имам паничен напад и имам, но тоа што сакам да го правам е појако од ова, што и да го осеќам. Е многу побитно од ова, дури овој паничен напад или анксиозност или страв да ме убие, ја не се мрдам од ова место. И тоа беше мене лично што ми помогна. Да. Значи идење по терапија и сите тие работи беа многу малце допреа до проблемот. Единствено нешто што ми помогна еден ден кога реков идам да вежбам надвор. Излегов да вежбам надвор и реков дека нема да си отидам дома затоа што обично кога почнав да вежбам срцето ми забрзуваше и добивав паничен напад и бегав накај дома. Си кажав што и да се случи ако треба ќе умрам, значи на тоа место, додека вежбам, ама не се тргам. Од тој момент сите панични напади после тоа беа помали и помали, затоа што се соочив со тој страв. Се соочив со тоа дека тоа паметот што ми кажуваше, значи нешто лошо ќе се случи, што ова го направи, нешто се соочив со тоа дека окей и да се случи нешто лошо, ја не се мрдам го правам тоа што јас сум си го замислил. Да. Тука више ти си помоќен од тие емоции. Да. И што и да почнете, кога више ќе треба да се наслоните на никој друг освен на самите себе, ќе се соочите со нешто слично. Нема биде може толку интензивно, пак ќе кажам, но ќе биде нешто кое што ќе треба го погледнете во очи и да речете, окей, те гледам, тука сум јас, тука си ти, ама ја не се мрдам, идам право. Ако сега ти мрдни се, ако не ќе се удриме и тоа е тоа. Да, идам низ тебе. Баш и ќе стигнам до кај што сакам да стигнам. Тоа е огромен проблем, што мислам дека многу луѓе не го искажуваат панични напади кај нас, затоа што еве ќе дам еден пример, јас имам многу, значи страшни панични напади, тој што не знал, тој што нема не знае, пошто тоа е на еден вид соочување со смртта. Буквално. Така може да се опише. Буквално. И да не навлакам зашто сум ги имал тие панични напади, меѓутоа сакам да кажам дека ние сме перфектно имперфектни суштества. И тоа мораме да го прифатиме, затоа што кога прифаќаме дека не сме перфектни и дека сите имаме некоја позадина што не ни се свиѓа, што во минатото нешто се случува, можеби не ради наша кривица, него едноставно сплет на околности што не довело во таа ситуација, мора да се соочите со тоа како што вика Дени face to face, лице во лице, затоа што никогаш нема да го пребродите тој страв, поготоа ако сте имале панични напади.
единствено преминување на паничен напад, да го пребродите е тоа да седите со него и да речете што е да се случи, ќе седам и не мрдам. Едноставно после тој момент немате више панични напади. Сега, пак ќе речам, зависи каква е причината за вашите панични напади, меѓутоа тоа е еден излив, ја барем така го сваќам, како излив на емоции што мора да избие некаде и вас ви го прави тоа, ви го забрзува срцето и ви прави максимален левел на анксиозност, што после мислите дека едноставно срцето ќе ви удри. Може сте имале вакво искуство и верувате дека тоа има име и се вика паничен напад, не ви се случува ништо пострашно. Мислам, зависи секој со какво здравство има, меѓутоа тоа е паничен напад и е едноставно емоција од која бегате долго или едноставно не се соочувате со неа. Моето решение за такви работи, како страф и анксиозност и било со што да се соочувате, едноставно, како што рече Денин, она најубаво кажано е едноставно да идете кога викаат кога ќе ти викаат лавот што го гледаш на скали, например се качаш на прв спрат и гледаш лав на скали, а се што сакаше на прв спрат, едноставно мора да се соочиш со лавот. Сега ова можеби е малце ригорозен пример, пошто едноставно е така. Баш е така, пошто стравот вас ви изгледа како лав. Едноставно тој може едно маченце, ама вас ќе ви изгледа како лав. Вие така ќе го гледате и додека не се соочите, да видите дека лавот е стварно маченце и треба да се качите на прв спрат, вие цело време ќе го избегнувате тоа и ќе седите на приземје додека сонот кај што сакате да бидете или да отстварите некоја бројка или да бидете во таа врска убава, ќе биде секогаш на прв спрат. И вие цело време ќе го избегнувате тоа, со тоа што ќе имате емоционални пречки, што ќе бидат како сите се исти, ово е ваков, мојот врв е 400 евра, едноставно тоа е тој плафон што го гледате на прв спрат. Паметот ќе бара начин како да ве држи сигурни во вашата реалност за да не се соочите. Да, значи ќе најде начин, ќе ви ги даде тие верувања, група на верувања што ќе ве држат сигурни, комфортни за да не мора да се соочите со тој страв. И тој страв ќе постои надвор од тој комфорт, ќе биде некој чудовиште, некоја сенка што не икете ни да помислите на неа. Ама заради таа сенка вашиот комфорт ќе биде се помал и други ќе бидат криви за тоа. Да. За да може да си го оправдате тоа што сте ви у тој комфорт. Да. И како што кажа, тоа маченце било маченце, затоа што сме го избегнувале, станало лав, а уствари кога ќе го видиме, кога нели обично не ќе го погледнеме стравот и мислиме фигура на лав, кога ќе го видиме, уствари гледаме дека е маченце. Да, уствари сенката е лавата, маченцето е напред, а вие гледате сенката, што реалноста не е таква, него е стварно маченце, едно што стварно се гледа ко лав, кога ќе го погледнете, пошто некои стравови можеби ви изгледаат на не преодни, меѓутоа кога ќе направите нешто, еве например, прост пример ќе дадам, имаше една карпа во Грција кога бев, многу беше страв да рипнам. Карпата беше 6 метра од прилика и ми беше многу страв. Значи, кога ќе се качиш на срцето ти чука, ти се убрзува пулс од 120, а ти стоиш. Само помислата дека ќе само скока. тоа е некоја мини верзија на паничен напад, да речеме, еве. И кога ќе рипнеш, кога ќе се соочиш со стравот, ова е прост пример, пак ќе кажам, не зборам за отварање на бизнис за некоја врска, него еве прост пример. Од кога ќе рипнете, вие се осеќате живи. Така, после тоа ќе те прашат како се осеќаш. Да, целото тело ви трне, ви имате онакво баш како трњење, затоа што и сте во моментот, не сте нигде со паметот, не мислите за иднината, за минатото, туку сте тука. Вие сте се соочиле со тој страв и сега сте навистина појака личност заради тоа што не мора да ви се стравувате да рипате од карпи, меѓутоа кога имате некој страв, било за што, дали е тоа за да отворите бизнис, да почнете маички да продавате, како што кажа Матеј, да едноставно да пробате, вие имате некаков лимит што ве кочи. Пребродете го тој лимит и верувајте, стравот е стварно едно маченце што го гледате како лав. Да, и баш како што кажа, значи чим се соочуваш со стравот, после тоа ко резерварна енергија да си има отворено во тебе. Да. И имаш многу енергија што не си ни ја замислил дека е твоја, дека ја носиш со себе и дека е затворена само заради тоа што живееш во некој вид на страв. И тој вид на страв обично не се ни осеќа, затоа што ние не ќе се соочиме и се криеме од него. И затоа тој страв уствари не држи во тој комфорт. Кога ќе излеземе и ќе се соочиме, ние се наоѓаме самите себе си. Да. Уствари
гледаме дека сме живееле 10% и уствари сме биле 10% од нас во нашиот живот. Пошто треба да привршуваме, да почнеме со палец горе или доле. Палец горе доле. Сакам да те прашам прво сонце или снег. Што викаш, палец горе или доле? Што е за тебе лично? Не дека не се генерално. Да, значи палец горе е сонце, сакам потопли места, плажи и места што се на плажа, така може да кажам, кај што е потопло времето и затоа ја кажам за тоа палец горе, палец доле. Не доле, нормално, али у ситуацијава за снег, иначе обожавам и снег, скијање. Ај ќе те прашам јас прво трите, а ти ќе ме прашаш, може? Дали си за 6 саба или 6 после пладне? Што е поза тебе, thumbs up или thumbs down? Во контекст на било што? Да, дали би преферирал 6 саба или 6 приг вечер? Интересно, мислам дека би преферирал 6 саба или thumbs up само заради тоа што има повеќе од денот. Нели кога што сонце е thumbs up, така да поиш од сонцето имаш ако станеш у 6 саба или баш е многу помирно отколку у 6 попладне. Али нормално за различен контекст, за различно ако е вежбање 6 поручек би кажал дека е thumbs up, така да. И последното, трчање или шипки, калистеници? Дефинитивно трчање thumbs up. Исто и за калистеници. Да, калистеници се у контекстот thumbs down. Ја би те прашал, значи прво, thumbs up или thumbs down, графити или уметничко дело, ама зборам модерна уметност, она коцка бела со една точка. Добро прашање. Дефинитивно мислам дека графити повеќе, затоа што во модерните дела ја повеќе би стал приказна него арт, пошто имаме како што викаат билионерите, ќе ставиме на банана ќе залепено на бело платно и ќе продаеме $100 милиони. Пошто стварно е така, више тука приказна влегува и тоа го прави делото подобро, нели? А иначе без графити, затоа што тоа кога ќе видиш колку е работа вложена како добар графит, дефинитивно е тоа thumbs up. Значи графити thumbs up. Графити, да. Окей, второ би те прашал лаптоп или таблет? Контекст на работа. Ја преферирам лаптоп, а меѓутоа повеќето работи веќе како што ме тера бизнисот и ме носи се повеќе на таблет или на телефон, така да за работа дефинитивно thumbs up за таблет, затоа што многу работи веќе се губат од PC, од компјутер и мора да ги работиме на таблет. Јасно, и уште едно ќе те прашам, дали ужинка или место ужинка да правиме intermittent fasting? Дали пример ако јадеме доручек, ручек вечера и да речеме имаме ужинка, или да направиме доручек, ручек, intermittent fasting 16 сата да не јадеме до следниот ден. Што за тебе е thumbs up, thumbs down? Јас сум повеќе јадење или да. Мислам дека периодично thumbs up е дефинитивно intermittent fasting, а периодично исто би рекол thumbs up за меѓутоа у овој контекст би рекол fasting 16 сати да не јадеме за да го одмориме телото. Барем еден месец и пол кај што веќе ќе се телото ќе одмори од храна, едноставно многу храна внесуваме. Тоа е мислам дека и голем проблем кај нас. Дефинитивно thumbs up за intermittent fasting. Супер. Значи тоа беа трите thumbs up, thumbs down од мене. Убаво почнавме сезоната. Убаво ја почнавме, значи сезонава ќе биде цела со што се пречки, какви емоции ќе се очувате на патот до вашиот успех, до вашиот поубав живот. И нормално ќе доаѓаат луѓе и ќе имаме интересни разговори со други професионалци кои што ќе може да споделуваат и они делови од нивното искуство и ќе ви даваат совети. Дечки, се гледаме во четврток и останете добри, останете позитивни, напунете се со позитивна енергија. Мислам погодив, така четврток се гледаме народно. Добро, одлично, се гледаме во четврток. Да. И поздрави од мене, се гледаме во четврток. Имајте убава вечер. Убава вечер.